Добро утро. Денеска се наоѓаме во Скопската зоолошка градина, меѓутоа за прв пат сме во живеалиштето на фламингата. Уживаме во ова навистина преубаво зелено опкружување. Тема на денешниот разговор со нашиот гостин, зоонегователот или зоокиперот Војо Иванов е грижата на животните во топлите летни денови. Добро утро и добро дојдовте. Мислам ќе речеш во живеалиштето на мувите. Добра, ама скопската клима веројатно си го носи сето ова, така да нормално е што ни лет ката доколу. Јас требаше изгледа како оној Ник Слотар, тропски горештини да се облечам во некоја карирана кошула, бидејќи мислам дека целата оваа тропска атмосфера, банани, фламинга, вода не асоцира. Луѓе се шегуваат со нас, со мене и со Маја, со колешката со која што ги негуваме фламингата, као каде на одмор, викам некаде во пустина, му влосавме во водава цела година и уште пак на вода и на плажа некако преку глава ни е, дури од мирисот на риба, бидејќи храниме заедно и пингвини. Во суштина, животните самите си осеќаат и чувствуваат секакви промени во природата, дури многу подобро него ние. На шала баш вчера зборевме дека им донесовме нов песок на слоновите, бидејќи тие многу љубат да си фрлаат од песокот за да се разладуваат, си прават еден вид на како маска или спа за телото за да се заштитат од сонце. И им го донесовме песокот и беше утрово со колегата велам како песоков го сакаат ли? Не бе, ми вика, не излегува, вика воопшто надвор. Значи топло им е. Така е, значи на 40-50 степени колку што беше вчера, нели, real feel веројатно. Војо, овие птици, фламингата се тропски птици и на нив не име овие високи температури и оваа гориштина непозната. Ги гледаме се забавуваат или не знам што и да значи ова. Меѓутоа не се розеви. Зошто не се розеви? Да, тоа е најчесто прашање. Или со Маја се правиме на тоа што кога чистиме околу живеалиштето, за да ги слушаме луѓето што прашуваат или коментираат, за да кога настапуваме со деца или едукативни тури да можеме да знаеме точно што фали како информација. Бели. Зошто се бели? Заради тоа што постојат 6 различни вида. Ние го имаме грейтер, тој е оној кој што живее во Африка, но мигрира во Азија и Европа кога нели е топло овде и на обратно зима се враќаат таму, исто како и ластовичките. Се работи за миграторни птици и они ќе бидат бледо розеви, гледате, кога ќе ги отворат крилата, они имаат баш розева позадина, нели, дури оној танц фламенко е токму направен по нив, затоа и жените нели ги отвараат фустаните бидејќи емитираат танц всушност на фламингата, а намерно ги испрска вака со вода за да ги мотивирам да заиграат. Тоа всушност е тој танцот фламенко кој што нели луѓето били инспирирани. Тие всушност емитираат кога ќе осетат вака влажна подлога, затоа ги прснав малку за да го доловиме моментот на телевизија. Тие мислат дека се во некое блато од кое што треба да брчкаат во водата со нозете, нели, да чепкаат во тињата како би излегли ракчињата. И сега тоа е интересно вака да го направите за да го видат гледачите или нели луѓето поинтересно. Ние за тоа имаме направено едно мало блато онде кое што всушност е хранилка каде правиме каша од суви ракчиња, односно специјална храна која нас ни доаѓа од Германија. Се работи за тропска птица која што е многу специфична, многу тешка за нега и чување, можеби и затоа 90 и кусур години зоолошката не се решила да чува ваков тип на животинки, бидејќи бараат баш специфична нега. И тоа што е со другите животни, со оние кои што не доаѓаат од тропските предели, како ги издржуваат овие жешки летни денови? Да, многу е тешко да видите морски лав во жешкото време и особено што луѓето веќе ги навикнавме на она јавно паблик хранење, каде луѓето ќе може да ги видат како комуницираат со киперот и слично. Вие имате еден морски лав кој што излегува како флека на тоа островот и само седи, дури одбива и храна заради тоа што е навистина топло. Мечките ги спомнавме баш и пред разговорот, тоа се животни кои што не уживаат во волку високи температури и можеби поретко ќе ги забележите. Тука се Надја и Ана, нашите сибирски тигри, тие исто така не уживаат баш во ваква висока температура. Лавовите се оние кои што за топлото време цело време ќе ги видите исто некаде испружени како флеки на сенките. Така што можеби зоолошката или посетителите кои ќе не посетуваат периодов ќе треба да очекуваат такво нешто, да го избегнат жешкиот период од денот, да стават нели секако заштита за тоа што прошетката може да биде долга на 13 хектари и да имаат трпение и очекување дека дел од животните можеби и нема да ги начекаат баш така послужени пред нив за да ги видат или во некаква интеракција. Како ги освежувате? Имате ли можеби посебна храна како што има за луѓето кога се препорачува лесна храна? Дали тоа се однесува и на животните? Апсолутно да. Голем дел од животните веќе имаат летна диета, тоа нашиот биолог го подготвува
ова и го прави секоја сезона посебно, но и пак ќе речам, дел од животните сами точно си познаваат и препознаваат кога треба да се сокријат под клима, кога не. Да речеме, пингвините се едни од најспецифичните во овој период кои што можеби најмногу луѓето ги асоцираат на поларна клима, а ние одлучивме токму во лето да ги промовираме. За некои десетина дена веројатно ќе биде и она официјално отварање на нашиот пингвинариум, исто така прв во овие 90 и кусур години постоење. Значи за прв пат чуваме едни такви животни, но интересно ќе биде што ќе направиме дури и за луѓето една промоција навечер, која што нема да биде типична, нели, како што најчесто луѓето очекуваат од нас, но ќе представиме дека и дел од животните многу повеќе уживаат во доцните часови, па можеби тогаш ќе биде идеално време токму нив да ги презентираме. Камилите имаме две бактеријан кемел се викаат или двогрби камили, тоа се животни кои што сакаат или трпат високи температури, жирафите, нели навикнати на Африка, на савана, некако ова време вака спарно, тешко и топло е идеално за голем дел од животните од Африка. Ви кажавте дека ги разладувате со сладолед. Каков сладолед им давате? Да, за дел од животните, да речеме на мајмуните им замрзнуваме овошје со вода и потоа нели им го криеме на различни делови од живеелиштето за да ги разладиме. За слонови тоа кога правите сладолед се прави во кофа, бидејќи имате големо животно, ставаме ланец, бидејќи мора некако да се закачи сладоледов, а ако е на стапче тоа лесно ќе се скржи кога имате слон, па ставаме ланец, ставаме сецкано овошје како овошна салата, го полниме со вода, некогаш да даваме путерот кикирики и мед, за да чисто малку повеќе ги мотивираме да лижат, нели, како би активирале вратот и мускулите на јазикот, и ланецот го обесуваме некаде високо, како тие би можеле да практично емитираат берење на гранки или нешто што во природата многу често го прават како активност, а во зоолошки тоа им достасува. За морските лавови пак и за пингвините ставаме рипчиња кои што ги смрзнуваме во кесички, во балони, потоа нели ги вадиме, нели ова пластика како отпад, се добива еден формат на смрзната топка полна со риби и тие ќе треба во водата да ја бркаат некое време за да можат да дојдат нели до наградата или до храната. Би било убаво да не викнете кога ова ќе се случува, да дојдеме да го снимиме тоа и да им го прикажеме на нашите гледачи. И само уште едно прашање, времето веќе ни истекува. Постои ли опасност од топлотен удар за животните како што тоа е нели кај луѓето? Да, тоа секако може да се случи, но пак ќе ви речам, нашите животни поготово во летниот период се оставени на in and out. Тоа значи дека може да си влезат внатре под сенка, може да излезат надвор. Некогаш знаете како ќе дојдат кај слоновите и велат: "Па кај се слоновите?" Велам: "Вратата е отворена, тие се под сенка. Извинете што не може да ги видите во моментов, нели, бидејќи тој дел ни е затворен, затворените објекти не се достапни во моментов за публика, но животните практично сами си одбираат. Некогаш и самите кипери знаат да ги разладат под сенка за да ги мотивираат повеќе да седат тамо, но верувате, природата многу подобро знае од нас. Ние некако се оддалечивме од природата веќе многу одамна и некако сето тоа ни е страно, па се некои апликации треба да не потсетат за истото, ама затоа тука е зоолошката за да ги мотивира луѓето да ја сакаат природата, нели? Всушност затоа и постоиме, за да ја создадеме емпатија токму кон животните и природата. Војс, тука некаде ќе ти заблагодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам што не воведе во ова преубаво живеалиште во кое што инаку влезот за посетители е забранет. Мораме да кажеме дека посетителите преку стакло инаку ги гледаат овие преубави птици фламинга. Благодарам и за информациите кои што ги сподели со нашите гледачи за тоа како живеат животните во овие топли денови, па посетителите ќе изберат да знаат во кој дел од денот да дојдат за да не ги начекаат скриени некаде, па за да може да ги видат. Уште еднаш благодарам. Благодариме на вас, се надевам дека уживаат, а и гледачите рековме дека им дозволивме да влезат за вака утрински да доживеат нешто поразлично од она што како посетители можат да го доживеат. Се гледам и чувајте се топло. Ви благодарам уште еднаш. Надевам дека уживавте во ова шаренило.